Здраво на сите, добре дојдовте на каналот Татунчо, истовремено добре дојде на каналот Татунчо на Димче Ацков по трет пат. Добро утро, Димче. Добро утро, добро те најдов. Како си, добар? Па добар сум од Сабајле. Супер. Така, денеска имаме една малце комплицирана тема, значи наменски го правиме ово интервјуто. Те гледам малце во поинаков амбиент од вообичаено, ми спомна дека си во Велес. Упатен си кон Скопје, така? Па да, има некој протест во Скопје, Сдруженијата од Македонија организирано прават некој протест, па додам да дадам поддршка на Сдруженијата за спасување на животни. Така, ај бидејќи ќе треба малце контекст да се даде на ова што правиме муабет. Што се случува во Македонија деновиве, што значи акутно се случува, па се поткрена значи целата оваа прашина околу животните? Па во Македонија моментално се случува геноцид на улични животни. Значи уличните животни во Македонија системски и можам да кажам слободно ритуално се убиваат на улица и се оставаат да стоат на улица лешеви низ Македонија на домашни животни, нешто што мислам дека во светот никаде не е видено. Например, на 9 во Неготино, мислам дека беа убиени над 20 кучиња. На 10 во Струга, од каде што испаднаа видеоснимките за убиства, беа убиени над 10 животни. И едноставно нешто се случува во Македонија што е надвор од нормалното. И Сдруженијата на животни се тие први кои што реагираа на ова. И реакцијата е кон надлежните институции на Сдруженијата насочена за да се спречи тоа убивање. Например, во Струга испаднаа луѓе со пушка и убија над 10 кучиња среде ден, околу 7-8 часот. И беа испукани повеќе од 50 куршуми во централно подрачје, во градско подрачје, и никој не ги спречи. Значи немаше полиција, немаше некој да ги уопси да ги спречи. Беа убиени кучињата и после тоа беа товарени во трактор на комунално предпријатие и однесени во непознат правец. Значи тоа е грубо ситуацијата што се случува гледано од надвор. Меѓутоа зад сето ова има ритуална позадина, а тоа е поврзано со нашите празници и со ширењето на негативната енергија. И јас ова го зборував уште првиот ден кога беа убиени животните дека ова е ритуал, дека се случи нешто лошо. И само ден после убивањето на животните во Скопје имаше двојно убиство со нож. Значи син си ги уби состојната мајка и состојната баба. Вчера имаше убиство во Куманово исто со нож, син си губи состојниот татко. Значи ова се случи едно по друго, што никогаш не се случиле во Македонија. Значи таа негативна енергија има ритуална позадина, не е само убивање на животни според мен. Ај малку тој делот со ритуалната позадина да го објасниме, затоа што доаѓа како вистински шок за мене. Значи, каков тип на ритуали, кои луѓе сакаат да ги спроведат тие ритуали и која е целта? Дали целта е да се направи, значи, да се интензивираат ваквите случаеви на грозоморни убиства и спомна поврзано со празниците, што уште го прави побизарно, бидејќи знаеме дека во Македонија јануари е месец на празници. Па да, еве јас ставам контекст од моја гледна точка, значи Сдруженијата си имаат контекст на тоа. Друг, јас од моја гледна точка давам таков контекст, затоа што сум запознаен во тие езотериски действувања и во тој тек на енергија, затоа што светот е енергија, не е светот материјален како што го гледаме, нели ништо не е цврсто, се е енергија. И јас од тој енергетски аспект давам контекст на сите случувања. Например, ние сме сега во период кога се радуваме, кога ширим убава енергија и некој дава спротивно на таа енергија, ни ствара негативна енергија која што се шири во контекст на тоа да се одржи таа негативна енергија кај луѓето, таа ниска вибрација и луѓето не се осеќаат убаво и да предизвика насилство. Затоа што има
ентитети на овој свет кои што се хранат од таа негативна енергија. И они мораат секое време да си произведуваат храна на некој начин. Грубо кажано така. Така, добро, Димче, јас тоа го имам обработувано во мој видео, каде што кажувам дека буквално постојат нематеријални ентитети чија што главна храна е негативната енергија, на различен начин позитивната енергија може да биде храна за енергетски ентитети, но овие ентитети не можат да се хранат со ништо друго освен со негативна енергија. Таа негативна енергија најчесто е стравот. И да се создава ваква ситуација во најмала рака, значи треба први луѓето што имаат малку поразвиена свест, кои што одат малце потаму од простото справување со некаков феномен на улични кучиња, да се вака да зборуваат, да ја поткренат свеста кај луѓето. Ќе ми дозволиш да дадам еден вовед. Кучињата се домашни животни, тие во суштина се припитомен волк. Пред многу илјадници години. Причината за постоењето на кучињата во природата сме ние луѓето, кои што го имаме припитомено волкот, а со тоа имаме изменето дел од неговата генетика и го имаме направено кучето. Значи, откако постои човечката цивилизација, помалку или повеќе знаеме за постоењето на кучињата. Зошто постојат кучињата? Затоа што сакаме да ги чуваме, сакаме да ни бидат миленици. Зошто постојат улични кучиња? Затоа што некогаш некој не му се допаднал миленикот и го оставил на улица. Или имало рожба, не можеле да се носат со тоа дека има 3, 4, 5, 6 кученца и што е најдобрата работа која е да остават тие кученца покрај река, на напуштено место, покрај депонија и слични. Многу пати природата одбира да им ја даде шансата да живеат на тие животни. Преживуваат. Немаат кој да се грижи за нив, немаат кој да ги подучува на питомо однесување и нив ги подучува амбиентот. Друга една работа која што уште многу важна, зошто хараат тие глутници кучиња после низ градовите? Па ние имаме многу нечистотија, многу отворени контейнери, многу, како да кажам, достапна нездрава храна за тие животни по градовите. Да не постои тоа, нема да одат по градовите. А ние имаме на сите страни отворени контейнери, смрдја и што е уште по интересно во последно време под изговор нели дека се штеди енергија, се жалат постојано луѓе на темни улици. И сега во целиот тој контекст ќе ги ставиме и кучињата и ќе ги прогласиме за главни виновници. Јас на твојот пост гледав дека има луѓе кои што гледајќи ги работите црно-бело, велат што сакате вие, кучињата или децата? Па ајде како е во мојот ум ми беше тешко да сватам како некој човек од грижа за децата излегол во град, во урбана средина и пукал со пушка. Па не може, веројатноста да му излезе пред пушката дете е голема во град. Да, само Господ спасва да нема повредени деца во таа случка во Струга, например, кај што се испукани 50 куршуми низ градот. Ама тоа е само тоа што го гледаме ние. Значи, самото убивање на животни кај нас е ритуално од многу начини. Например, кај нас животните кога ќе убиеш ти животно. Јас, например, ќе кажам еден пример. Тука во Велес имаше животно отруено на еден тревник, спроти еден маркет во Велес. Кој сека може да го отиде да го види тоа место. Кучето беше отруено на тоа место и беше склупчено во круг, починато. Се зема кучето од тој тревник, се фрли, се однесе, не знам кај се однесе. Ден денеска на тоа место нема пораснато трева. Значи, тоа отпечаток на тоа куче што го остави на тоа место, тоа е пусто место. И они кога убиваат кучиња, убиваат најчесто покрај школи, на места кај што се движат луѓе, убиваат, труат кучиња, во Македонија зборувам, и тие на некој начин на тие места прават банки за негативна енергија. Затоа што на тие места има многу позитивна енергија. Во школите, кај што се собираат луѓе да се зафркаваат на клупи, на такви работи. И они таму оставаат животно кое што убива на грозоморен начин. Значи, кучето е суштество на Бога исто, тоа има душа.
Тоа сите сме погледнале во очи кучи и знаеме, тоа не можеме тоа да го негираме. И ти кога ќе убиеш такво чисто суштество на таков насилен начин, брутален, каде што тоа се мачи и испушта негативна вибрација, таа вибрација останува на тоа место. И они добро го знаат тоа, и затоа го прават тоа тука, затоа што сме ние многу висок народ, кренат енергетски. Нас мора цел време да не држат со некој поклопец, за да не испаднеме. И тоа сето се прави кај нас колку ја делува чудно систематски и се прави редовно. И тоа се прави дури и на одредени дати. Например, се прави на 9, на 10, кој што гледаме на 11. Например, 10-ка во родоверството е бројот на Бога. Затоа и се избегава, например, 9-11, ако примети нападот кој беше на кулите, се избегна бројот 10. Многу работи има такви што ги прават тие структури, што ги разбираат. И на луѓето им се непознати вие работи и не знам ни колку може да ги примат и дали имаат и капацитет да ги примат, меѓутоа тие работи се случуваат. Како што гледаме после убиството во Струга, се случија 3 убиства во Македонија со нож брутални. На собствени деца, на собствените мајки си ги уби. Ти се верува ли тоа во Македонија, во земја во која што немало убиство последните 30-40 години такво? И тоа баш сега се случува после ова. Тоа е малце За жал ми се верува, Димче, ми се верува затоа што го кажа ти, значи духот на народот се убива, значи се става во некои мрачни состојби кои што едноставно не се својствени за нас. Јас, например, многу пати сум ја анализирал македонската народна музика. Че дури и оние што се тажни песни, кај што се зборува за нешто тажно, можеш оро да свртиш на нив. Значи имаат весела нота во себе. Значи не се она морбидно мрачни, како што има, да речеме, некои скандинавски мотиви, како што се. Значи дури во тажните песни имаме весел момент. Значи таа позитивна енергија преовладува и не можеме да не се согласам, значи немам некои фактички докази за тоа, ама чувството дека се прават обиди да се убие тој весел дух се неверојатни, затоа што погледни, ако видиш ти сиромаштија, ако видиш ти загадување, различни проблеми, во такви услови би требало да бидеме сите во депресија. А сепак постои позитивна енергија. И значи се употребуваат и вакви методи за да се стигне до некоја, како да кажам, кршење на духот. Па види, многу од тие енергии се насочени на воа подрачје, затоа што тука постои можност да израти нешто светло. И они не држат цело време, например, ќе приметиш кога испееш од границата, например, на Македонија, одма осеќаш друга енергија. Значи, како да си поминал некоја невидлива баријата, ти патуваш, често живееш настрани, знаеш, кога ќе испаднеш како да ги минеш тие воздушните што се на вратите, на климите, што ги има. Како да испееш од тоа. Значи, јасно е дека тука е сконцентрирано целото тоа зрачење, целата таа енергија. И тоа многу лесно се гледа на човек што е отворен за тие работи. Човек што го живее животот само биолошки и хемиски да јаде и да се размножува, не може да го види тоа. И тоа човек што е отворен го гледа тоа и гледа дека тука има голема концентрација на такво зрачење, на такви енергии, магии да ги наречем ја, ритуали. И едноставно тоа е тоа со кое што мора ние да живееме, едноставно тоа мора на некој начин да го запираме. Да даваме љубов, да даваме добри примери за да се поништи таа негативна енергија со која што секојдневно не бомбардираат. Ај сега малце да ми го објасниш ова, значи статусот кој што ме мотивираше да те викнам пак и да разговараме околу туристите што биле кај тебе и од каде беа и како реагираа на состојбава, значи штом луѓе од страна дојдени слушнале за проблемот и се вознемириле од него, значи не е толку локално случување, туку е нешто што се слуша и вознемирува. Случајот е толку страшен што не можеш да најдеш сличен никаде во светот. Јас не верувам дека некој во урбана средина испаднал, харал еден саат со пушка, испукал 50 куршума, убил над 10 животни и не бил уопштен. После тоа си отишол дома да си пие кафе, не знам друг таков случај. И самото тоа ствара чувство на несигурност, на страв. Може уште шета тој човек со пушката низ градовите, не знаеме каде, мислам тие луѓе колку биле, не знам. И луѓето што беа кај мене,
се љубители на животни, престојуваа на мојот имот, каде што јас спасувам исто животни и имам повеќе животни на мојот имот. И они кога го слушнаа тоа дека човек оди со пушка и убива спасени животни или животни на улица, они се почувствуваа загрозени поради тоа што они имаат миленик и поради тоа што кај мене има миленици, дека може некои луѓе да дојдат кај нив или кај мене на имотот и да направат штета, да пукаат или да убиваат. Едноставно се исплашија на некој начин. Меѓутоа, ја мислам дека они избегаа од таа негативна енергија на некој начин. Луѓето беа од Германија, беа многу продуховени, беа многу осетливи, они осетија дека нешто лошо се случува тука. Вака, тоа што го кажа за негативната енергија, ќе споменам еден пример, со еден човек се вика Долачки, не ми текнува името, значи човек од Хрватска. Има неколку интервјуа на Балкан Инфо, може да се погледнат. Човекот се занимава со екзорцизам. Значи млад човек и вика јас се занимавам со екзорцизам, ама не е мојот екзорцизам на класичен христијански екзорцизам како што сме гледале по филмовите, вика јас применувам друга метода. И меѓу другото тој го спомена тој момент, вика кога ќе влезеш на Балканот, кога ќе од Словенија да почнеш, вика, осеќаш негативна енергија. Доаѓаш, вика, во Хрватска, посилно, влегуваш во Србија, уште посилно. Предпоставувам, слегувајќи надолу на кај Македонија, тоа црнило се зголемува, значи, еве, кога го спомна ти, значи, во една прилика со еден мој пријател, при мој едно враќање, му викам, добро, што си има случајно со срединава? Значи, јас имам чувство кода, тоа што велиш ти, дека буквално се она што можело да се направи црно и лошо е направено. Значи, луѓето на времето, јас паметам дека имаше заедништво, имаше слога, имаше веселби повеќе, имаше љубов повеќе. Сега, како сето тоа да сме го заборавиле, се повикуваме на некаква традиција, а во сето тоа има се обратно од тоа што треба да биде. Значи, навистина, чудоневидувачки работи. Да, ама види, тоа се случува. Ние едноставно треба само да го осудиме тоа и да го запреме на некој начин. Како што е случува сега со убиството на кучињата во Струга. И нека не ги прифаќаат луѓето дека се ритуални. Нека ги осудат. Нека го запрат тоа ширење на негативна енергија. Значи, едноставно е убиство. Значи, мора ние да знаеме што е добро, што е лошо. Нас не ги мешаат работите. Значи, ни викаат дека е добро да убиеш куче затоа што некој друго куче апнало некој човек некаде. И мора да научиме да ги разликуваме тие работи, што е лошо, што е добро, едноставно да го осудиме тоа. И како што викам јас, злото не треба да му дадеме да ни дојде во дворот. После е касно. Значи, далеку кој е таму запри го. Запри го таму, нека седи таму, нека оди таму, нека им седи нив, разбираш? Една друга работа имам забележено, значи размислувајќи за темава, во селата нема улични кучиња. Само во градовите има улични кучиња. Значи во селата, нема куќа без куче во селата. А улични кучиња нема. Дури и да има, верувам дека ќе се најде дом кој што ќе го прибере тоа куче, ќе му дава колку толку храна и тоа куче ќе си најде свој дом и да не е, да речеме, земено за да живее во тој дом. А од друга страна, во градовите, повторно ќе кажам, моје мислење е дека е неодговорноста на луѓето што земаат кучиња и после тоа се разочаруваат или не можат да ги чуваат. Не можеш во зграда на трети спрат да чуваш куче. Подобро немој да чуваш, затоа што не си во состојба да го чуваш, отколку да го чуваш. Или подоцна да го фрлиш на улица. Проблемот со улични кучиња во Македонија е голем и тој е нарочно правен така. Значи, за да се спушта таа енергија, тие кучиња постојат само за да страдаат. Тие се оставени да страдаат и да шират негативна енергија, ништо повеќе. Тие кучиња може да се решат во рок од 2 години, доколку се стерилизираат сите. Значи, се зимаат кучињата, се стерилизираат, се враќаат на улица. Тие престануваат да се размножуваат и толку е проблемот е решен со улични кучиња. Значи, многу едноставно и многу ефтино. Тоа за општините, за тие институции не е никаков проблем да го направат. Меѓутоа им е дадено од некаде насока, кој што они слепо ја слушаат, не ни знаат што прават и тие кучиња се оставени тука да напаѓаат луѓе, да страдаат
да шират негативна енергија. Значи, ти го испадаш кај нас на улица, не гледаш кучиња ухранети како во Турција, како во Грција, гледаш слаби кучиња, болни, бркани од сите, исплашени. И тоа ствара многу негативна енергија. И затоа е тоа оставено тука, не од што не може да се реши тој проблем. Тоа има позадина длабока со кучињата голем, кој што луѓето не го гледаат, а не го ни прифаќаат, ги разбирам. И едноставно треба да бараме решение сите заедно. Решението, Димче, мислам дека како за овој проблем, така и за многу други проблеми е во кревање на свеста и размислување, гледање на работите од малце поширок агол. Еден друг пример ќе ти кажам што исто денови беше актуелен. Во едно кочанско село луѓето убиле волк. Волкот слегол во селото и го убиле волкот. И имаше и коментари со Катерина Колозова која што имаше искоментирано дали мораше да се убие волкот, и тролање по интернет можеш да замислиш колку. Значи, тие луѓе кои што онака мислеа дека убивањето на тој волк е многу силна и многу јака работа, значи буквално ја зедоа под нозе и ја згазија. Никој не ја гледа по широката слика. И сега, јас ќе се обидам да дадам едно објаснување зошто волкот слегол во селото. Логично, по храна. А кој е виновен за тоа? Па тие што од селото излегуваат со пушки, одат во шумата, кој што е природен хабитат на волкот, убиваат животни кои што се храна за волкот, или заради лов, заради спорт, ја пустошат шумата, и волкот кој што не е привлечен за лов, нормално, ако може да го убиваат, ако не, во потрага по храна оди таму каде што намирисува храна. Тоа се урбаните средини, први селата, после ништо чудно слезат и во градовите. И сега, никој не вели дека се лови по ловиштата без контрола и дека многу видови се загрозени. Например, во Македонија порано имаше орли. Си видел орел скоро? Нема. Рисот стана митолошко животно затоа што е толку проречен. Пастрмката во Охридското езеро што е ендемски вид, и таа ризикува да биде уништена. Значи уништуваме ретки видови, а од друга страна, значи само ние луѓето, значи не сме ние луѓето да постоиме во, не знам, изолирана средина, живееме во природа, а сме свесни и треба да се грижиме за таа природа. Да, па види, човекот треба да живее во симбиоза со растенија и со животни истовремено за да биде среќен. Така е направен. А за волкот и за рисот, тие се наши тотемски животни. Значи, рисот и волкот се наши тотемски животни. Ти дотепаш волк, што е твое тотемско животно, кое што веројатно носи дух од некои твои предци, е нешто страшно за мене. Нашите предци имале волчји денови пред почеток на секоја зимо, оделе на работа од шумата и оставале храна за волците. Тие волчји ден денеска се поштуваат во некои села, што задржале таа традиција. Тоа е до пред скоро време. Значи, нашето тотемско животно зрачи енергија за нас. Зрачи убава енергија, не штити во тој астрал ние што не го гледаме. Се бори за нас. И ти да убиеш нешто што се бори за тебе на енергетско ниво, не е многу паметно. Ама како што гледам, луѓето прават многу непаметни работи и на крајот они страдаат. Како што беше случајот изминатата година со вакцините, страдаа вакцинираните, како што е случајот сега тие што се насаскани, тие ќе страдаат да убиваат кучиња и така натаму и така натаму. Да не набројувам примери. На крај краеви, секој си ја плаќа собствената цена. Никој нема за тебе да направи ништо. И тука се луѓето излажени од паразитите. Им викаат оди убивај кучиња, ќе ти дадеме пари, ќе ти биде во ред. И на крај он ќе настрада. Под притисок на јавноста сега тие луѓе ќе бидат уапсени и така натаму ќе лежат затвор или било како, мислам, они ќе си ја платат цената. Во најмала мера прекршокот, и то кривичен прекршок, кривично дело е тоа употреба на огнено оружје во урбана средина, значи без разлика дали е тоа ловечко или не знам како си има, предпоставувам процедура и закон како може да се употребува, не верувам дека може да се употребува во сред бел ден во Не смееш да носиш пушка во населено место, не смееш да пукаш и не смееш да убиеш животни. Според закон, според нивниот закон. Не смееш. Значи, штом законот е прекршен, нели, сите сме еднакви пред законот, треба да важи. Тоа мора да се случи под притисок на јавноста, толку се отидени работите, што после цела ваа фама што ја направија здруженијата и поединци како мене активисти,
мораш они да реагираат. Иначе тие луѓе никогаш немаше да бидат повикани на отчет, да одговараат. Под овој голем притисок сега институциите мора да реагираат. Иначе они претходно не реагираат. А кажи ми, дали мислиш дека има некаква, како да кажем, премолчено соучесништво од страна на одредени институции? Па има, со животните што беа убиени во Струга беа носени со трактор кој што е собственост на комуналното предпријатие на Струга, значи на нас, на граѓаните на Македонија. И очигледно дека има замешано затоа што со нивно возило беа носени животните. Целиот проблем настана со тоа што еден човек кој што му беше убиен неговиот миленик, личен миленик што си го чува, уз другите кучиња, неговото куче беше, он отиде го снимаше тоа. И целата работа се дозна затоа што тој човек отиде да снима, да си го бара кучето кај му е и виде дека му го нема, виде крв и отиде виде дека луѓе ставаат кучиња во трактор. Многу кучиња. И тука испадна целата работа. Тука се дозна целата работа затоа што неговиот миленик беше убиен исто. И очигледно дека има замешаност на институциите затоа што они го прикриваат тоа, фатени се на дело, како го прикриваат тој злочин. Тоа е многу јасно. Така, значи, го спомна периодот со пандемијата и со вакцините, значи, ние се штитевме од, не знам, некаков си вирус што дошол од Кина, од Вухан, а вака со убивање на животни, со нивното ставање на трактори и влечкање по градот, во најмала мера тоа може да предизвика и тоа какво инфекција од најразлични болести, затоа што знаеме дека уличните кучиња се пикати по контейнери, а главен извор на зарази е нечистотијата. Така што од една страна нели носевме маски и правевме глупости, од друга страна сега кога се е окей, правиме работи со кои што намерно создаваме некаква инфекција, без разлика какво може да е таа сега. Нечистотијата може се и се што да создаде. Ама види, со убивањето на кучиња се создаде инфекција наследство. Само во последните 2 дена имаме 3 убиства грозоморни, нешто што во Македонија не е видено 50 години. Значи веќе е создадена таа инфекција. Инфекција на негативна енергија, на наследство прошири. Јас многу пати сум размислувал за во војна луѓе што одат, можеби од една од друга страна пукаат се, не се гледаат директно, не дека е убава работа, ама некој војник па мора да оди во војна или е соберен, и многу пати луѓето не се, како да кажам, свесни убијци во таа состојба. Додека некој да му се поттикне таков нагон, да со нож убие некако, без разлика тоа што убиле родители уште по страшно и по ужасно, значи треба на жртвата да ја гледаш во очи додека го правиш, треба со раце да го направи. Значи да се доведе некој до тој степен, стварно е што велиш ти инфекција, ама инфекција од сериозни размери. Значи ако некој е сосема материјалист и мисли дека нема нешто изопачено во духовниот аспект на ова, не знам. Абе, тогаш тоа е негов проблем. Ние мора да ги гледаме работите од сите аспекти, затоа го земавме и тој духовен аспект, ја што го гледам ритуален, што го викам, и тој општиот аспект на институциите и на здруженијата. Затоа ги разгледуваме двете страни, затоа и твојот канал е еден од ретките кои што може да се разгледаат и тие духовни страни и ритуални страни кои што сите ги игнорираме. Значи ние живееме во така наречено сатанистичко општество, кај што се прават ритуални убиства на улица, а ние вртиме страната на погледот на другата страна. А пред нас има символи на секој чекор, гледаш лешеви убиени, гледаш владеја нервоза, не владеја љубов, сето тоа се знаци на едно сатанистичко општество, кој што мора некој да го именува, да го каже дека постои, па после луѓето кој како сака има можност да превземе нешто. Ако сака, ако му е убаво, нека си седи таму. Со среќа дека му. Знаеш како, имаше една поговорка, мислам дека има кажано, некој полски филозоф беше, значи, ако се побара по интернет ќе се најде од кого е цитатот, вели, кога ги собира евреите, јас молчев. Кога ги собира циганите, јас молчев. Кога ги собира хомосексуалците, јас молчев. Кога ги собира
не знам, инвалидите, јас молчев. И кога дојдоа да ме соберат мене, веќе немаше кој да зборува. Така. Таа е. Игнорирањето доведува до тоа, само проблемот да дојде до нас и после веќе да биде нерешлив. Ама кај нас се оди чекор понатаму, кај нас не се игнорира, кај нас се прифаќа, кај нас се релативизира и се дава оправдување за тие убиства, што е уште пострашно. Што значи степенот на зараза е толку голем кај нас, што веќе луѓето почнаа да бараат оправдувања. Значи ти сама кога не се запреш, кога бараш оправдување за убиство, ја мислам дека ти тешко ќе се повратиш да бидеш човечко суштество, добар човек, богат човек или било што. Да, ја видов преписката на постот што го имаше ти за ова и буквално имаше еден вид на се испотепаа луѓето во коментари. Да. Значи ниски вибрации до максимум. Никој не зборуваше, да речеме, со ладна глава за тоа и обично, знаеш, се гледа црно-бело работите и ти се става под нос една друга работа која што нема никаква врска со контекстот. Значи сите велат, ама кучињата напаѓаат деца, а никој не вели дека е опасност и за децата тоа што некој во урбана средина пука. Да. Па тоа е барање оправдување на секој од свој агол или сакам да кажам некоја програма, ете таа зараза што викам што ги опфати луѓето, ама од една друга страна во македонското општество се случува чистење. Значи сега сите тие луѓе што имаат психопатски намери, нагоре на некој начин испаѓаат на површина, се кажуваат сами. Значи сега ја гледам има кај мене учителка една на профилот што викаше па што ако умреле кучињата, што ако биле убиени кучињата. Значи она на некој начин се открива тоа што го чувала во себе, што се ситела, сега го кажува јавно и сега луѓето застануваат и се вртат, викаат чекај, кога ти работиш со деца, ти треба да го сакаш животот, ти треба да шириш љубов, што е ова, ме разбираш? И на некој начин луѓето се доведени на некој начин преку итрост со нивни методи да се разоткријат во Македонија. Затоа што има многу суптилни психопати во Македонија. Значи во Македонија се покажува сила на жена, на дете и на куче. Разбираш? Да. Тоа се психопатски особини, да покажува сила само на послави од тебе. И сега сите тие луѓе се испровоцирале на некој начин да се покажат кои се. И сега ние сите ги гледам кои ми се пријателите луѓе што оправдуваат убиство. Што ќе правиш ти со таков човек што оправдува убиство? Што ќе разговараш, каква енергија ќе споделуваш? Сега он е разоткриен и сега понатаму следува процес на лечење. Многу од тие луѓе ќе се излечат со тоа што се разоткриле, а многу луѓе ќе отидат уште подлабоко. Ја мислам дека ќе случува процес на разоткривање и процес на лечење, затоа што се менува и целокупната енергија. Па, знаеш, што мислиш за тоа дека многу пати и луѓе кои што имаат потенцијал да бидат разбудени, да бидат свесни, ако нема мотиватор, негативен мотиватор, веројатно и тие ќе останат во некоја си состојба на полузаспиност, нема да реагираат, например. Да не се случуваше ова, тебе ќе ти беше многу побав денот да го поминеше на твојот имот во твоето село, отколку да одиш сега во Скопје и да си имаш работа со протести, така? Да, секако. Секако, јас немам проблем со сето ова што се случува во општеството. Ама јас го гледам тоа што многу од луѓето не го гледаат, јас за тоа реагирам. Јас реагирам на работи кај што гледам дека има нешто многу страшно во позадина. Оти тоа куче кој ќе умре, таа е чиста душа, тоа оди на убаво место. Тоа нема проблем за тоа куче. Треба да мислат тие луѓе, другите кај ќе одиме ние и сите луѓе. Тоа куче нема проблем. Тоа ќе почине, ќе страда, ама тоа оди на убаво место. Значи кучињата се чисти души, они не грешаваат ништо во својот живот. Си го живеат животот кој што им дал Креаторот и после одат на убаво место нивните души. Тоа не е проблем. Меѓутоа ритуалниот начин на убивање кој се случува во Македонија, тоа спуштање на негативна енергија, таа психоза што се шири е опасна и треба на некој начин да се запре. Пак ќе ги спомнам ловџиите, затоа што цивилизацијата, онаква како што ја знаеме, значи кога луѓето застанале на едно место и почнале да градат градови, се случило во оној момент кога од лов како основен начин на наоѓање на храна се преминуло на пољоделие.
Полјоделието бара да се биде на едно место за да се одгледува таа земја, што значи од тогаш навамо имаат поминато илјадници години, потребата да се лови за храна во денешно време е непостоечка, значи се намалува во денешно време е непостоечка. Што значи се продолжува да се практикува ловот како спорт, а тој спорт е крвав. Ке ти кажам, бидејќи сакаше преска споредба, ке ти кажам еден случај тука, значи што имаат предизвикано ловџиите во еден град каков што е Рим. Значи, ние кога гледаме за Рим, го гледаме Колосеумот, го гледаме античкиот форум и си мислиме леле колку убаво Ватикан, нели колку средено. Сега Рим е неколку милиони град и во перифериите има полоши работи од Дрисла во Скопје. Ловџиите, за да се создадат повеќе животни за отстрел, почнале да ги вкрстуваат дивите свињи со прасињата, домашните прасиња. И сега во Рим се случува, исто бидејќи имаат и тие проблем со ѓубрето, значи не е селектирано, не соберено едно друго, значи во градот имаат наезда на диви свињи или некој хибрид на диви свињи. Затоа што се привлечени од ѓубрето и затоа што некој се потрудил да ги искомбинира со питоми свињи и си имаат размножено неконтролирано. Па некој ни комплицира работите цело време, ја тоа го зборувам. Значи цело време некој ни комплицира работите за ние да не можеме да се развиеме до тој потенцијал, до тој степен во кој што можеме. Да не посветиме време на раст, да посветиме време да се замараме со проблеми. Едноставно тоа е тоа. А за ловот, јас мислам дека тоа е модерен изум. Значи нашите предци, барем јас за тие што знам, не јаделе месо и пред да се измисли пушката, они не били успоставност да ловат животни. Таа приказна дека ти ќе одиш ќе убиваш животно со стрела денеска, 10 свињи ќе убиеш со стрела е за мене смешна. И гледам слики, се шири слика на пештерски луѓе како ловат животни, нели? Сите се повикуваат на таа слика. Меѓутоа, ако види сликата, животното трчано кај нив, они се бранат. Никаде нема лов, животното бега на друга страна. Многу очигледно дека они користат оружје да се одбранат. Од ти не можеш некој бизон што има 10 сантима дебела кожа да го убиеш со стрела. И тоа да убиеш 10 денеска, затоа што треба да прехраниш цело село. Не разбираш? Не е можно толкав голем степен на убиство да има без модерно оружје. Не било возможно тоа порано. И порано они живееле во симбиоза со животните. Не верувам дека ловеле. Мислам дека тоа е измислица на модерното време и пак се доаѓаме до тоа да се спушта енергијата на околината. Сето тоа е направено за да се спушта енергијата. Сега ми текне и една ова изводок од книга по социологија. Значи звучи како вид, ама значи од академска книга, значи разговараат еден британски колонијален офицер и некој во Африка, некој си човекојадец. И сега ние за човекојадците во Африка што имаме мислење дека се тоа дивјаци, дека се тоа луѓе кои што се на низок степен на развој и така натаму, дека нели британската, англиската култура е високо развиена. Сега разговараат, стапиле во некаква комуникација со поглаварот и овој британецот вика нешто, разменуваат културни моменти и сега објаснува британецот на овој како британците покориле пола свет, како воделе многу војни, како битки и така натаму и овој човекојадецот замислен вика како успевате да го изедете сето тоа месо? И овој целиот, ма какво месо ле? Па вика, ми кажуваш дека сте убиле илјадници луѓе. Како успевате да го изедете сето тоа месо? Британецот му вика, па не го јадеме. И овој целиот зачуде, па зошто ги убивате? Па така, тоа е војна. Значи, дивјакот, човекојадецот е зачуден од тоа убивање заради спорт. Да. Ние го викаме војна. Па таа илузија за светот како функционира полека се крши и се гледа колку злобни работи се прават во светот и кој владеел до сега и се надам ќе се смени тоа во иднина. Значи веќе очигледно кој владее со светот, какво било минатото, нашите тоа го викаат ноќта на сварок изминатите 1000 години што траело. Очигледно е кој владеел, какви енергии имало. За среќа тој период е завршен, сега почине нов период.
И сега таа илузија се крши за светот и гледаме сите во какви злосторства сме учествувале. И ние со нашето приклучување, а и некои директно. Оно што го спомна ноќта на сварок е поврзано и со оној знакот што го имаш коловрт во твојата куќа, практично е поврзано со каде се наоѓа сончевиот систем во галаксијата, односно вртењето на галаксијата, така? Да. Ноќта на сварок е период од 1000 години кој се поклопува со физичкото патување на нашата земја, планета Земја низ густиот дел на космосот. Нашите предци тоа некако го знаеле и го нарекувале ноќ на сварок затоа што во густиот дел на космосот на некој начин е потемно, има повеќе ширење на негативна енергија и природно темнината е дом на паразитите. И низ тие 1000 години е времето кога паразитите имаат повеќе енергија и нивно владење. Меѓутоа сега тој период е завршен и сега сме во зората на денот на сварок и сега гледаме дека полека се случуваат промени, неки светлината се оди. И нашата планета патува со голема брзина некој светлиот дел на космосот или во дел на космосот кој што има помала густина според научниците зборува. И сега ние патуваме со голема брзина некој тој светлиот дел и сега енергиите се менуваат и затоа е сета оваа голема промена, затоа се вие шокови и затоа е сето ова грчевито правење на лоши работи на паразитите, затоа што за време на 1000 години на ноќта на сварок нивниот главен непријател родот преживеа. Разбираш, они сакаа да го уништат родот и за време на тие 1000 години нивниот главен непријател преживеа и сега они се спремаат за они да преживеат наредните 1000 години, бараат начин како да се стационираат за да преживеат. Затоа што нивниот главен непријател родот, на кој што сме ние потомци исто сме преживеани. Сепак има остатоци од тој род, од тоа старо уредување, од тоа старо размислување, стара енергија. Ова на некој начин се поклопува и со настапувањето на ерата на водолијата, која што официјално треба да настапи за некои 100 години, но што сум слушал од астролози дека токму последното столетие, последните 100 години од ерата на рибата ќе бидат проследени со вакви динамични, турбулентни настани кои што всушност го означуваат умирањето на старото и раѓањето на новото. Дали се поклопуваат тие две работи? А токму тоа се случува, сите цивилизации или сите си имаат свое гледање на ова што се случува, меѓутоа никој не го негира дека има промена, дека следува голема промена. Некои го викаат златно доба, некои го викаат ден на сварок, нашите предци го викале, некои го викаат Кали Југа. Ама важно се случува таа промена и едноставно ние треба да дадеме допринос за тоа, не треба да се плашиме веќе, затоа што веќе се ни е дадено нас. И дека треба таа енергија само да ја побараме. И дека треба да се свртиме кон добрина и кон љубов, ништо повеќе. И да ги осудуваме овие работи како што ни беше разговорот на масовни убивања, на масовно мачење и тоа е. Па да, со сета технологија со која што располагаме во денешно време, Римче, значи да се сведуваме на такви ниски работи е навистина бесполезно и навистина нечовечки. Значи можеме да го направиме овој свет да биде неверојатно добар и убав, значи користејќи истата таа технологија, ние таа технологија користиме значи за вакви значи се ставаме сите тука, дел од вината имаме сите подеднакво. Значи не само тој што зел да што целото општество дозволува такви работи се случуваат. И гледаш, наместо со таа технологија да се споделуваат информации, се споделува сликата од тоа грозоморно убиство. Така. Исто така, ја исто споделив и слика, не знам дали е видео пред 70 години од Велес. Така, двајца луѓе со куќето пред нив. Куќето носи весник во уста и куќето секој ден го пречекува собственикот на постројката, кај што му запира автобусот што го носи од фабриката назад со весник. Тоа е познато куќе во Велес и беше љубимец на цел град. И он си го чека собственикот со секој дневно со весник тоа куќе. Значи тоа зборови за нивната интелигенција и каков однос сме имале ние со куќињата и кај ни е сега односот. Значи ние порано сме имале поблизок однос со куќињата и сите животни затоа што сме уште биле поврзани со природата. Таа нишка со природата уште сме ја држале. И затоа претходните генерации гледаме дека имале таков однос кон куќињата. Значи ете ја видовме таа слика од пред 70 години
куќето со весник во Велес го чека собственикот. А гледаме слика од Струга 2022 година кај што лежат лешеви ритуално убиени низ цел град. Значи, врската со природата нас ни овозможила да сватиме дека и тие се души и дека не ни мислат ништо лошо и дека треба да живееме во симбиоза. Ама како таа нишка сме ја сечеле, така ние сме станале поладни и по-далечни од тие животни. И веќе ги гледаме како непријател, некои луѓе гледат како непријатели. И ги убиваат. Тоа е едноставно. Знаеш како, мене ми беше чудно кога бев дете, како некои луѓе од западот одат во зоолошка градина, ама не да видат лав или тигар, туку одат во зоолошка градина да видат магари. Да. За мене беше тоа ненормална гледка. Била од секогаш коњ, магаре, муле, значи домашни животни, кози, овци, се. Значи да се оди во зоолошка градина се види тоа, го покажува степеност на оттуѓеност за кој што ти само што зборуваше, а ние подеднакво, значи тежнејќи кон тој запад, увезовме се што може да се увезе од тој запад, ама само од негативните работи. Позитивното го оставивме таму да се стои таму на запад. Да, ама ние не го увезовме тоа, нас тоа ни е наметнато. Значи ти го видиш, ние од најмала возраст нас ни е наметнато тоа мислење. Ние немаме мислење западно и наше родно верно. Ние имаме само западно размислување. Од нас ни е тоа наметнато, ние не знаеме ништо друго освен западното, например. Ние знаеме за Зулу цивилизациите во Африка, например, да спомнам. Не знам за што друго не знаеме, за нашето родноверство ништо не знаеме. Знаеме, не знам, се знаеме за Америка, за Англија, за сите вери знаеме што било. Во Африка, дури Африка знаеме што спомнав, тие Зулу ја ги истражив, ми се интересни, има податоци за нив. А за нашето родноверство ништо не знаеме. Значи нас тоа ни е наметнато, ние не го одбираме тоа. Па, види, јас малку сум по-навлезен во тие работи. Знаеш, Македонија е доминантно православна средина. И луѓето во православната вера, одејќи во црква, слушајќи ги свештениците таму, мислат дека христијанството и православието почнало со Македонија. Немаат отворена Библија, немаат отворена малку историја да сватат дека всушност христијанството, такво како што го знаеме, е римска религија. Е направена да Рим ја зацврсне својата власт, како материјална, така и духовна. И дека тоа што го имаме ние во форма на православие е само источната варијанта. Главниот центар на тоа христијанство е Цариград, односно источниот Рим. Јасно. И ако веќе сакаме... Да, нашите предци таа вера ја нарекувале тугинска. Не ја нарекувале христијанство, туку нарекувале тугинска вера, која што нашите свештеници ја прифатиле, за да нема граѓанска војна. Значи не можело они да речат ние ќе се држиме на староверството, ајде вие на тоа и ќе се тепаме. Они рекле дај ќе внесеме староверски работи во новава тугинска вера што иде, за да го спасиме населението од масовно убивање. Затоа што настапувала ноќта на сварок, знаеле што следува. И они гледале да го обезбедат ова население, овој род, за наредните 1000 години. И они колку и да делува тоа чудно направиле мудра одлука. Ако се поделеле луѓето на родноверци и на туѓоверци, оно ќе станало граѓанска војна. Они ја прифатиле таа тугинска вера што викаш ти потекнува од Римли, кај потекнува и едноставно инкорпорирале наши работи во таа вера и на тој начин ја ублажиле целата работа. И апсолутно римска вера, затоа што главен идеолог на таа вера е римскиот император Константин. Ако луѓето не знаат кој е Константин, кој што во двете цркви, во католичката и во православната е светец, тој и неговата мајка, ако не знаат кој е Константин, значи тој е човек кој што со раце ги му убие на своите браќа, кои што му биле ривали, значи човек на кој што рацете до овде му се извалкани од крв. Јасно, тој е светец, значи. Тој е таткото на христијанството, тој го има измислено христијанството онакво како што го знаеме денес. На соборот во Никија, каде што се кодифицирало ова христијанство, значи тие што не се согласувале биле убиени, биле отстранети, кои што не му биле по волја и по кеф на Константин. Значи, со изворното христијанство, оно од првиот век, оно од Исус и апостолите околу нема никаква врска. Поиди од тоа кој е најголемиот промотор на христијанството во остатокот од светот. Повторно е римски граѓанин Павле. Тој не е во 12 апостоли на Исус. Тој никогаш немал личен контакт со Исус.
си измислил приказни за него. Пола од работите што ги има во Евангелието се земени од Платон. Сократ практично, во ликот на Исус е вграден Сократ, значи измешано се и се што и на крајот е направено тоа да се држи обичниот човек во слепа послушност на власта. Зошто во Евангелие по Матеј Исус вели тоа што е на Цезар, дајте му го на Цезар. Со други зборови, плаќај даноци и немој да збориш многу. Значи, да. Една религија која што е буквално денешниот матрикс што го имаме, религија на парите, религија на моќта. Разликата помеѓу католицизмот и православието е тоа што го кажа ти, дека обичаите од родноверата религија тука се вметнати во православието, а на запад тие што биле друидизам, вештерство, значи сите тие локални келтски култови и така натаму се вградени во католицизмот и затоа се различни. Јасно, да, убав поглед даде на христијанството. Ја не сум толку навлезен во религиите, затоа што за мене сите тие религии, како што истражив и како што знам, тие потекнуваат од еден човек. Тоа се абрахамски религии, да. И генерално се сите исти. Значи, тој блупринт, планот на сите религии е ист. Значи, тоа е една религија и најчесто се работи за култ кон смртта, додека родоверството е култ кон животот, кон нешто убаво. И ја тука запирам со тие работи, не навлегувам понатаму и веќе сите луѓе се ќаваат дека тука има нешто што не штима баш со овие религии, дека ги штитат богатите, нели, и дека они се единствената причина што луѓето не отишло да им го земат богатството на богатите. Оти сиромашните седат и ги гледат богатите како јадат салами и глупости, а они се гладни. Религијата ги спречува. Ако нема религија, ако не ги држи, они сите ќе одат ќе се зимаат. Кој ќе ги запре? Има милион сиромашни, 10 богати. Ме разбираш? Ама они вметнале систем кој што ги плаши и ги држи да не им го земат на богатите тоа. Едноставно тоа е тој период што кажувам што помина, тие вери, тие тугински фамилии што владеат во Македонија, сатанистички или било какви во светот. Едноставно тоа е времето во кое што живееме. Тие предизвици ги носи и ние се позиционираме таму кај што осеќаме дека сме комотни и дека можеме да делуваме. Тој што е свесен. Тој што не е си не знам што при. Еве, да речеме, ти ја имаш градено твојата куќа и претпоставувам дека го немаш направено ова, но прашај било кого во Велес кој што скоро има правено куќа, обичајот е ваков, се коли јагне и главата од јагнето се закопува во источната страна на темелот. Слом каков ритуал стана збор. И доаѓа свештеник, доаѓа попи го осветува тоа, како да кажам, му дава, го верифицира, што значи црквата го прави тоа. И кој ќе поминеш покрај секоја куќа, карање слушаш. Како не се Викам се караат, поминеш покрај куќа се караат, поради тоа што значи кај да се тоа секојдневие, негативна енергија, несогласување, карање, разводи, тепање на жените, децата, од кај иде таа енергија? Се запрашува можеби од тоа крвта што ја закопале во куќата или тоа тело, или таа глава. Многу едноставно. Може ли, не знам, ја цвеќиња садам кај мене. Тело да става во суштество ми е малку језиво. Да, посадиш цвеќиња и цвеќињата ќе продолжат да раснат, ако не друго убаво ќе мирисаат во пролет. Зошто ми стало глава? Значи, види, тоа пас се однесува на тој култ на смртта, што кажувам јас. Значи, ова се култови кон смртта, значи се глорифицира смртта, тие кога идеш во многу монастири има лешеви кои што ги луѓето кои што ги слават. Мошти, они ги викаат мошти, он очигледно е леш од некој умрен човек, што они му ги бацуваат раците, што е малце језиво, ти да отидеш на леш. Разбираш? И сето тоа... Она што го спомна во астралот, значи, кога умира човек, почнува и астралното тело да умира, значи тоа е љуштурата на духот, која што после известно време се распаѓа. Сега, кога има проблем да се распадне, кога првин телото не се распаѓа и кога второ телото е објект на обожување. Тоа што се случува со моштите. Значи упорно тие љуштури кои што треба да се распаднат,
се повикуваат назад и тие љуштори се враќаат во форма на соништа, во форма на некакви енергии, значи нешто што создава чуден амбиент. И точно во црквите тие кои што ги рачунаат за светци се тука присутни, значи гробот е во самите цркви. Во православието нема толку многу, иако има во католичките цркви, значи полни се со знаеш што е најголемата иронија, што тие луѓе не сакале да постои идолопоклонство. За нив најголем грев било идолопоклонство, не сакаат да им оди некој да им го бацува нивното мртво тело, тие дале пример како да се живее. Тие сакале луѓето да живеат како нив, на нивниот начин. Затоа што тие биле луѓе кои што живееле чист живот најчесто. И они сигурно не сакаат после тоа луѓето додат да им ги бацуваат мртвите органи, туку сакаат да дадат пример и луѓето да живеат на начин на кој што они живееле. Значи се прави и неправда кон тие луѓе. Значи не им се цени трудот како живееле, какви работи правеле, не се следат во начинот на живот, туку се следат само во некои ритуали. Така, јас се надевам дека нема да бидеме лошо разбрани, дека сите луѓе имаат собствен ум и собствен интелект и да донесуваат собствени заклучоци, но сакам да биде главната порака нова, дека смртта и убивањето на живи суштества не е начинот. Особено не живи суштества кои што ние во минатото ги имаме создадено од диво животно волк, ги имаме припитомено за да ни бидат миленици. Ако една одлика е најочигледна кај кучињето, тоа е нивната верност кон нас луѓето. Само заради тоа треба да престанеме да го правиме. Да се вратиме на тоа што почнавме темата за кучињата. Јас сум поборник за тоа, значи затоа што кучињата сами не можат да си кажат што мислат, како сакаат, затоа наоѓаат луѓе кои што зборуваат за нив, како што се Сдруженијата на животните, кои што например во Македонија Сдруженијата прават одлична работа, прават надчовечки напори да ги спасат тие кучиња, да ги вдомаат, да ги стерилизираат, да им помогнат на некој начин. И целата оваа хајка е насочена кон нив сега, како они да се криви што има кучиња на улица. И контекстот на разговорот треба да се даде светло и на Сдруженијата, дека они работат добро, а дека институциите кои што прават ритуални убиства и тие мрачни луѓе што убиваат се кривците, никој друг. И треба да насочиме таа енергија кон нив, за да не ни се прошири, за да немаме убиства во Македонија. Уште не можам да се помирам овој светол народ да се губи собствените родители. Значи ние сме, пак ќе се навратам на тоа, мене тоа многу ме боли, ние сме народ кој што ја базира својата вера во предците. И ти директно да се убие свој предок е големо злосторство за нашиот народ. Нешто страшно. Нешто што никогаш не случувало кај нас. Братоубиство, таткоубиство, тоа не постоело кај нас. И затоа апелираме да се спречи сето тоа убивање, за да не се прошири на ваков начин. Уште полошо. Вака сега го нагласи повторно, ми се врати оно што го кажа за тотемските животни, значи убивањето на тотемските животни можеби на некој начин го предизвика и ова, значи убивање на предците, а родителите се секако предци, нели? Јас сум цврсто убеден дека овие убиства имаат ритуална позадина, дека ние живееме во сатанистичко општество, во кое што убивањето ни се сакаат да ни го наметнат како секојдневие, и едноставно ние мора да кажеме не на тоа. Ама исто така треба да не заборавиме и да правиме добри работи и да шириме колку можеме повеќе љубов и светлина ние. Така, велат, за да триумфира злото, доволно е добрите луѓе да не прават ништо. Да. А за да се порази злото, треба да шириме љубов. Наједноставниот начин и најубавиот, значи ни даде убав начин да го победиме злото, кој што дело убаво за нас и за телото, и за животот, и ние не го правиме. Значи ти кога љубиш, телото ти е убаво, ти е свежо, значи даде механизам кој што е многу лесен за употреба, кој што ни влијае позитивно и кој што треба само да го употребиме. Така, јас имав интервју пред повеќе од една година со непознатиот македонски уфолог Пани Андов, кој што живее во Австралија, и разговаравме за многу работи, и кога на крајот го прашав: добро, Пани, ти кој што ги познаваш работи, си комуницирал со луѓе од други делови на универзумот, што е во суштината на се? Неговиот одговор беше љубов. Љубовта е основа на се, суштина на се.
Да, па сите тоа го кажале, значи сите пратеници на добриот Бог низ историјата од Мухамед до Заратустра до Христос до Буда, сите имале една порака, љубов, ништо повеќе. Така, Димче, во тој случај се надевам дека дел од мојата љубов и од љубовта на што се шири на каналот Татончо денеска ќе ја пренесеш на протестот што ќе се случува во Скопје. Значи ќе пренесеш дека гласот преку овој канал ќе биде пуштен во етери на интернет и да се надеваме дека ова сепак има позитивен исход и дека наредниот пат ќе се видиме да зборуваме повеќе за духовност и за таа универзална љубов што ја спомнавме сега. Па се надевам и ја ќе ја пренесам таа љубов од тебе и да, и ќе го погледам првото куќе што ќе го видам. Така. Исто ќе му дадам љубов и ќе му се извинам за тоа што му го правиме на неговиот род. Така, можеш да се сликаш со него, па ќе ја постираме сликата на профилите на каналот Татончо. Ако има некој куќе останато живо, за жал, затоа што се случија масовни убиства, како што спомнав, не само во Струга и во Неготино, туку во повеќе градови низ Македонија, исто време. Така, има многу работи се имаат случувано без и да се слушне нешто за нив, без да се дознае. Да, ова затоа што се крена голема бука од здруженијата, затоа се прошири во јавност и има реакција. Така, Димче, јас ти благодарам за овој разговор, па се гледаме во наредна прилика. Секое добро, се гледаме. Поздрав.